Да отвориме во Битие, 2 глава, 7 стих. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките. Така човекот стана жива душа. Од што го обликува Господ Бог човекот? Од земниот прав. Тоа е еден дел од таа операција, да кажем, и потоа му до тука човекот се уште не покажува никакви знаци, значи тоа е само оформен, и потоа кога ќе му дувне здив животен, човекот станува жива душа, оживел. И почнал со своето постоење. Адам имал таа предност, или не знам дали е предност, да не помине низ детство и низ тие безгрижни години, ама имал период кога навистина живеел безгрижно. Од тие околности во кои што тој живеел, никој од нас не може ни да сонува, мислам, да предпостави како било. Во 9 стих подолу читаме: Тогаш Господ Бог направи та од земјата изникна секое дрво, убаво за поглед и добро за храна. И потоа ги спомнува и двете клучни дрва, но клучно е тоа дека од земјата изникнаа и дрва. И знаеме дека дрвата без земјата исто така не може да обстануваат. Од земја и тие се створени. Од земјата изникнале. Потоа 19 стих подолу: Тогаш Господ Бог ги обликува од земја сите животни во полето и сите птици во воздухот и ги приведе при човекот за да види како ќе ги нарече. Растителниот свет, не читавме во првата глава, таму тревата, знаеме од каде расте трева и било што ќе насадите, брат Трајче знае, каде сади, не сади во воздух, туку сади во земја. И таму никнува. Дрвјата, животните и човекот е од земја, од земски прав. Но која е разликата? Има ли разлика? Добро, животен здив имаат и животните. И како им бива на животните, како вика тој стих, така и на човекот ќе излезе здивот и... Но разликата е тоа што Господ Бог го обликува човекот. Да отвориме во 1 глава 26 стих. Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат над морските риби, над небесните птици, над добитокот на сета земја, на сите лазачи што ползат по земјата. Голема разлика. Ние сме создадени по Божи лик. Ако отидеме во 3 глава и ако ги читаме оние стихови, значи после падот во гревот, од 17 стих, читаме 3 глава, значи од 17 стих. А на човекот му рече, значи Господ и се обраќа на змијата првин, потоа на жената, а потоа и на Адам, и му вели: затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповедав, велејки не ке јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе, во маки ќе се храниш од неа сите денови на својот живот, ќе ти раѓа трња и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Значи огромни промени се случиле после падот во грев. И 19 стих вели: со пот на своето лице ќе јадеш леп, доека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен. Прав си и во прав ќе се вратиш. Ова е силно, вели, му се обрека на Адам и му вели: прав си. Не прав, него прав, земен прав. Во грешна состојба, значи ова е пред да ги облече во кожените облеки,
Во грешната состојба Господ го нарекува човекот прав. Прав си. Да отвориме во Битие 18 глава. Ова е Аврам и знаете, нагодување меѓу Аврама и Бога. 18 глава од 23 до 27 стих ги читам. Кога Аврам се застапува за Содом, знаете. Од 23 до 27. Тогаш Аврам се приближи и рече, ќе го погубиш ли невиниот со виновниот? Не си ти таков. Може би има 50 праведници во градот, зар ќе го унишиш местото и нема да го поштедиш заради 50 невини кои се таму? Далеку да е од тебе тоа да го погубиш невиниот со виновниот. Така што и праведниот и нечестниот да поминат исто. Далеку да е од тебе. Зар ни судијата на целиот свет нема да суди праведно? Ако најдам 50 праведни во градот Содом, одговора Господ, заради нив ќе го поштедам целото место. Еве јас пак се осмелувам да му зборувам на Господа, пак проговори Аврам, јас кој сум прав и пепел. Аврам вели, како можам јас, кој што сум обичен прав, да се осмелам вака да разговарам со Господа, да се нагаѓам со Него. Во врска со Содом. Стотрети псалм. Псалм 103. Тринадесет и 14. Како што таткото ги милува синовите, така Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Зашто знае добро како сме создадени, си спомнува дека сме прав. Во контекстот, ако читаме, ќе видиме дека кога Бог гледа на нашите слабости, се сеќава токму на тоа, дека ние сме само прав. Кога Бог создавал, како создал се? Со збор, добро, со слово, со здивот на својата уста. Таму шестиот ден, значи се наведнал, така да кажеме, не знаеме сега дали тоа со раци, како било правено, меѓутоа Господ го создава лично човекот според својот лик, како круна на цело создавање. Во тоа се разликуваме и од ангелите. Што мислите како ги создал Бог ангелите? Дали ги создал од прав? 148 псалм. Читаме од први стих. Неколку стиха овде ќе прочитаме. Алилуја! Фалете го Господа од небесата. Фалете го во височините. Фалете го сите негови ангели. Фалете го сите негови воинства. Фалете го сонце и месечино. Фалете го сите светли звезди. Фалете го небесни небеса и води на небесниот свод. Нека го фалат Господовото име, зашто тој заповеда и се создаде. Меѓу месечината, што се е спомнато тука, сонцето, звездите, ангелите, Господ заповеда и се создаде. Нека биде ангел, бидна ангел, нека бидат ангели, всушност, бидна ангели. Еве Псалм 33, сличен речник, 33:6. Господовото слово ги создаде небесата и издивот на неговата уста целото нивно воинство. Бог создаде со здивот на својата уста, со слово. Но тоа не беше случај со човекот. Па дури постои разлика
Кај Луцифер, како ангел, да отвориме во Езекиел, да се подсетиме. Езекиел 28:13. Како велиме, бил најубав од сите созданија. Еве, со што се красал, во Едом, 13 стих, во Божјата градина живееше ти, твоето облекло беше украсено со секаков сард, топаз, дијамант, хрисолит, оникс, јаспис, сафир, смарагд и злато. Беа направени тапани и кавали овој превод вели, и така натаму. Луцифер во многу се разликувал од другите ангели. Но човекот е создаден само од земја. Дали можел Господ да не создаде од нешто друго? Ајде да отвориме да се вратиме во Битие 2 глава и да видиме некои моменти кои што се онака интересни. Елен Вајт, мислам, јасно зборува, но еве од Библијата, кај што може би на некои, кога читаме некои по-небитни работи, не ги ни приметуваме. Битие 2 глава од 10 до 12. Река извираше од Еден, за да ја натопува градината. Еден овде, вели, Еден. Оттаму беше раздвоена и настанаа 4 главни реки. Името на првата Фисон, а ја обиколува целата Евилска земја во која има злато. Златото на таа земја е добро, а има таму и бдели и ониксов камен. И потоа ги набројува и другите реки. Што имало во Едем? На создадената земја? Злато, оникс, драгоцени камења. Кога е создадена земјата, мислам кога излегла земјата, нели? Ако читаме во извештајот за создавањето во прва глава, тоа е 3-тиот ден. Кога беше создаден Адам? Човекот? 6-тиот ден. Значи, златото, ониксот, тие драгоцени камења биле присутни на земјата и ако читате, Елен Вајт вели, распослани по површината на земјата. Биле тие драгоцени камења во тоа време. Да, не е како сега да мора рудник, па... Да, после потопот се смениле работите. Но, прашањето ми е, имал прилика, можел Господ да не направи и од злато, ако сакал? Какви би биле сега, може да замислиме, се смее тамо. Малата Марија. Златни. Или не знам, од... Еве како Луцифер, вели таму, накитен, така натаму, најубав. Но не создал од правот земски. Видите, златото од секојаш било вредно, значи, окей, тогаш го имало веројатно во претек, премногу, но златото од секојаш, еве, земете низ историјата на човештвото, секојаш е вредно. На што се базира некоја валута денеска? Иако знаеме, нели, хартија, како хартија, парите воопшто немаат никаква вредност, тоа е хартија. Некоја по-необична хартија, која што користат. Меѓутоа, сето тоа се базира, и економијата на една земја се базира на златото. Да. Нацистите во Втората светска војна им ги ваделе златните заби на евреите. Мислам, за злато, златната треска во Америка. Значи, не може да кажем дека имало треска за земја, или не знам како да кажеме. За земски прав, никогаш не се... Окей, за територија, да. Меѓутоа, знаете во кој смисол кажувам. Во времето на неволи, значи еве, ако настане економска криза, што е тоа што има вредност? Парата нема, златото, прачките тие, кои како ги има американците, сигурно највеќе. Да, калапи, како ги. Меѓутоа, Господ ги одменал овие материјали кои го создал човекот. И златото, и ониксот, и што се немало, сега тука не ни е спомнато се.
И човекот го направил од земја, од земен прав, и токму во земјата, во тој земен прав, тој лик ќе го отпечати својот лик. Нели? Не создал според својот лик. Кога нешто ќе направите од злато, и самото по себе има вредност, затоа што е злато, не знам каква да е фигура, не мора, јас нешто да направам од злато, сигурно нема да личи на кој знае што, ама ќе има вредност затоа што е златно. Но направите нешто од земја, која ќе биде неговата вредност? По земја има насекаде. И дури може да замислиме сега како го обликувал Господ тоа тело, веројатно употребил и многу вода, значи може да кажеме кал. Од кал не создал. Па се домислите просто не сме џабе вода сега, ова буквално не мора да ми го прифаќате како така, меѓутоа искористил и вода. Од кал. Од злато да направиш нешто божествено е спектакуларно и фасцинантно, навистина, но не е така спектакуларно и фасцинантно, како кога ќе направиш божествено нешто од земскиот прав, од тоа што го газиш секој ден со нозе. Нели е така? Зошто Бог го создал човекот, всушност? Со која цел? Да се подсетиме, Исаија 43:7 ни дава одговор. Го спомнувавме некој порано, скоро тој стих. 43:7 Исаија. Сите кои се нарекуваат со моje име и кои ги создадов за, стихот вели, за своја слава. Кои ги створив и ги направив. Човекот е создаден за да го прослави Господа. Зато и создаден во Божи лик. Ако отвориме таму во Јован 1 глава, само се посетиме на една ситуација. Филип му приоѓа на Натанаил и му вели, да видам само кој стих беше тоа. Добре, еве. Да, Филип беше во Вицаида од Петровиот. 45 стих. Филип го сретна Натанаил и му рече: го надовме оној за кого пишува Мојсей во законот на пророците, Исуса, синот Јосифов од Назарет. И што му вели Натанаил на ова? Може ли нешто да излезе добро од Назарет? Назарет било озагласено место. Исус излегол од Назарет. Може ли нешто добро да излезе од Назарет? Може ли нешто од кал да излезе добро? Но од Назарет излезе Исус, Месијата. Е од Вавилон како излегоа Даниел и трицата млади момчиња. Среде таква една средина. Од калта излезе Адам. Можам да кажам од фамилијата Цветковски, тамо во Свети никаде, излезе Борче. Намерно кажав Свети никаде. Пошто Свети Николе како назив го знаете, иначе што е тоа? Малку поголемо село. Некој може да излезе, не знам, од од каде излезе Елен Вајт? Од кого излезе? Која беше Елен Вајт? Беше некоја личност? Од секојаш ми сметало, да ви кажам право, пошто и така поминав низ младоста, од секојаш ми сметало тоа врскаџиство во ова наша мала земја. Од секојаш. Тоа сум го мразел. И тоа е секаде така, меѓутоа во една ваква земја како што е нашата, па тоа никад нема да се реши. Јас така сметам. Ако си на некого, и за тебе има обезбедено место и за работа и за се, ама ако си тамо од кај Петар и Стојанка, кој ги знае нив?
Едниот од Сакулица, другата од Джидимирци. Сте ги слушнали уопште тие места? Знаете, тоа време кога се кршеше кај мене, значи не знам, 90-тите години таму на почетокот, сонив сон. Таков впечатлив сон, кој што ја погрешно го протолкував, па направив грешка. Меѓутоа, оној дел кој што беше впечатлив и кој што ден-денеска така го толкувам, иако јас, значи од тогаш, од како направив грешка, од како сонив тој сон, ја веќе на соништа не обрнувам внимание, значи тоа сум ви го кажал. Меѓутоа, впечатливото беше што во наше мало таму, некаде подолу 2 улици, се наоѓа ден-денеска отпад. Знаете што е отпад, кај што се фрла све старо, и железо, и акумулатори, и се и сешто. На времето како дечишта крадевме акумулатори. Значи, тоа е влијанието на толпата, јас сум ви кажувал. Јас не бев таков, ама влијанието на толпата и на друштвото. Знаете што правевме? Преку ног, ама ја не бев крадецот, ја бев оној кој што требаше да дигне узбуна ако некој наидува. Значи, тоа е таму и ќе свирнам и овие да се скријат. Преку оградата, акумулаторот, у реката, тука е реката близу, и утре задутре као продаваме ние акумулатор пак во истиот отпад. За да добиеме некој динар. Но како и да е, сонот беше како јас излегувам од отпадот низ портата. Од отпадот излегувам. Тоа ме водеше мене, да, ви кажувам дека ме водеше и навистина од отпадот, од никаде, од старите и безвредни нешта. Да читаме во прво послание до Коринќаните 1 глава. Прво послание до Коринќаните 1 глава. Од 27 стих. Туку Бог го избра она што е безумно пред светот, за да ги посрами мудрите, што е слабо пред светот Бог го избра, за да ги посрами силните. И што е неблагородно, и што е презрено во светот, и она што се смета за ништо, Бог го избра за да го уништи она што е нешто. За да не може ни едно тело да се пофали пред Бога. Од него сте и вие во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување, за да биде како што е напишено, кој се фали во Господа да се фали. Јас ви кажам, фасцинантно, навистина е, големо нешто да направиш божествено од злато, ама да направиш божествено од земски прав, од она што е стварно ништо, може да кажеш, тоа е навистина големо. И сета слава може да му припадне само нему. Ние сме прав. И се што имаме, сите дарови и таленти што ги имаме, од каде ги имаме, кој ни ги дал? Па Господ нормално. Како ги користиме, тоа е веќе друго. Сме создадени за да го прославиме Господа. Замислите си таа сцена која Господ зел да го прави човекот, ангелите биле зачудени. Што произлегло од кал, од земја? Што произлегло? Веројатно знаеле за идејата. Господ сака да создаде сега, значи една нова раса, нови суштества кои што ќе наликуваат, ќе го носат неговиот белек, неговиот лик и ги создал од земски прав. Тоа, токму тоа, изгубениот Божи лик треба се врати кај нас, во нашите животи, треба се случи во нашите животи и да се зачуди целата небеса и сите ангели. Затоа што ние сме го изгубиле Божиот лик со падот во грев. Евангелието е Божја сила, вчера читавме во утринскиот стих, Римјаните 1:16, за секој кој што ќе поверува. Евангелието прави чуда, Евангелието прави неверојатни промени, која реков, Господ повикува и зима од ништо, од затвор, од не знам, од убијци и било какви луѓе ќе ги подигне и ќе ги направи своји садови за чест
или за благородна употреба. Значи, вредноста наша во Божи очи е голема, затоа што тој го гледа потенцијалот во нас, го гледа својот лик во нас, сака да го врати ликот свој во нас. Меѓутоа, ние сме само прав. Значи, така гледано, ние немаме никаква вредност. Ама во Божи очи, ние сме бисери. Ме подсекам сега на она парабола. Тоа никош да не го забораваме. Бисери, уникати, секој од нас, секој од нас не сака назад, да го поврати Божиот лик во секој од нас. Во второто послание до Тимотеј, читаме во втората глава. И 21 стих. А во голем дом има не само златни и сребрни садови, туку и дрвени и земјани. Едните се за благородна, а другите за неблагородна употреба. Кој се за благородна? Кој обично ги користат, значи златни, сребрени чаши, не знам што, така натаму, така натаму. А ние сме од земја, но Господ може да направи од нас злато, ама не злато. Ако сакал да направи злато, ќе ја направил на почетокот, меѓутоа да бидеме со златен карактер, така се изразам. Садови со благородна употреба, за да ги користи за своја чест, на своја слава. Елен Вајд вели дека сад за благородна употреба, вели, кој Господ ги прима за садови за благородна употреба за своја чест? Знак прашалник. Кои се тие? Оние кои соработуваат со Христа. Оние кои веруваат во вистината, кои ја живеат вистината, кои ја објавуваат вистината во секој смисол. Значи, ја имаат, веруваат во вистината и ја објавуваат вистината, соработувајќи со Христа. Тоа се садови за благородна употреба. Понатаму во други своји цитати Елен Вајд ќе спомне, тоа се луѓе со самоконтрола. Таа самоконтрола која што толку многу ни е потребна. Водени од духот, понизни, покорни, ако не се понизни, покорни, нема ни да бидат водени од духот. Тоа може Господ да го направи од нас, а тоа е негова желба, да го врати својот изгубен лик во нас, моралот, карактерот. Тоа е тоа што го сака. И на крајот во Откровение 18 глава читаме дека целата земја ќе биде осветлена од неговата слава. Ке светлиме како злато, како драгоцени камења. Ке светлиме со нашиот карактер, односно Божиот карактер, преку нас. Да отвориме при крај, сме во Еремија, 18 глава, 4 стих. Од таа земја, од таа глина, од таа кал, Господ сака да направи прекрасни садови. Ако не му дозволиме, и само ако не му дозволиме. Секојаш кога зборувам вакви или слични теми, секојаш ми доаѓа ова слика од Еремија, 18 глава, со грнчарот и глината. 4 стих вели, и штом ке се расипеше во грнчаровата рака, значи Господ се труди, тој е грнчарот, да направи сад. Штом ке се расипеше во грнчаровата рака садот, што би го направил од глина, тој пак правеше од неа друг, како што ќе му се свидеше на грнчарот да направи. Господ е трпелив. Господ трпи, Господ се труди со нас, Господ прави се што може, за да излезе од неговите раце сад за благородна употреба. Ама за да излезе таков сад, ние не треба да му се спротиставуваме на грнчарот. Таа глина треба да биде мека, треба да биде како што треба, значи треба да се обликува според тоа како одат прстите и рацете на грнчарот. Да не даваме отпор. Да му се предадеме, тоа е главниот момент и проблем, да не се противиме. Тој сака да го преобрази нашиот живот
да додаде вредност на нашиот живот, тоа вистинска вредност, на тој прав земски. Ке го преобрази тој земски прав, за да се зачуди секој. И да на крајот само тој биде прославен. Не можеме да кажеме ние ништо, затоа што ние сме само прав. А сето тоа што тој го прави, сета таа додадена вредност, сето тоа е од него. За да од тој обичен земски прав произлезе сад, заслужен е тој. Ние само треба да соработуваме и да му се предадеме. Значи, заклучок. Нашата вредност е никаква, ние сме од прав, ама не случайно Господ не создал од прав, за да биде тој прославен. А да не заборавиме, ние во падната состојба сме прав, но во Божји очи бисери. Затоа што тој го гледа потенцијалот, тој го гледа пред време оно што може да го направи од нас. Драгоцени камења. Да му дозволиме да го направи тоа. Амин.